Почитуван председател на Собранието, почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, господин Димитар Ковачевски, почитувани колешки колеги пратеници, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Задоволство ми е што можам да дадам придонес во расправата што се води во Законодавниот дом во однос на предлогот на господинот Димитар Ковачевски за избор на заменици, министерки и министри во новата влада 2022-2024 година. Се надевам и очекувам конструктивна дебата до крајот на работниот ден, дебата која што се базира врз аргументи, за да им помогнат на граѓаните, чии што представници сме, да ги сватат суштинските елементи од нашите дискусии, обраќања и говори. Пред нас се биографиите на кандидатите за заменици министерки и министри, кои што сум сигурна дека во целост ќе ја исполнат и имплементираат програмата на владата, бидејќи имаат богато професионално искуство, што ни дава за право да очекуваме нивен, максимален и целосен ангажман во ресорите кои што ќе ги застапуваат. Почитувани присутни, во понатамошното моје обраќање би сакала да се задржам и да ве потсетам на активностите и заложбите на владата кои што се однесуваат пред се на младите, образованието и сферата на социјалната заштита, за кое што сум силно убедена дека новите заменици и заменички министри во целост ќе ги покажат своите квалитети. Според мене, а и според сите вас присутни, се надевам, од суштествено значење е фокусот да се стави на младите, бидејќи сме свесни дека младите луѓе во државата се носечката оска околу која се движат прогресот и иднината на нашата земја. Од тука и необходноста да ги обезбедиме сите потребни услови, да се образуваат, да работат, за да дадат свој максимум во земјата во која што се родени. Затоа и во иднина сум убедена дека ќе се продолжи со креирање на политики кои што ќе значат зголемување на можностите за нови работни места, стекнување искуства и навики кај младите луѓе. Државата ќе продолжи да обезбедува стимулации за младите, колку што е можно порано, да стекнат сопствена економска независност, како предуслов за позитивните демографски состојби и намалување на миграционите движења. Особено би сакала да ставам акцент на следниве мерки кои што се предвидени, а кои што се однесуваат на младите. Покривање на придонесите за секое вработено лице до 29 години, кој ќе се вработи за прв пат, а ќе следи дополнителен стимул за секој месец за секој нововработен. За сите кои што не се подготвени за работа, бидејќи се уште не развиле вештини, државата ќе го покрие трошокот на фирмите за да се обезбеди знаења и вештини преку пракса. Ќе се овозможи поврат на персонален данок на доход за сите нововработени млади под 30 години, со што средствата ќе се враќаат директно на нивната сметка и ќе се овозможи дополнителен приход. Ќе се обезбеди поддршка во отворање на младински центри и локални младински совети со вклучување на младите во процес на донесување одлуки и зголемување на капацитетот на младите луѓе. Со законска рамка ќе се признае вредноста на младинската работа како механизам за поддршка на младите во Република Северна Македонија во нивниот развој и активно вклучување во животот во заедницата. Понатаму, поттикнување на економските субјекти да ги поддржат младинските организации, организациите за млади и други форми на здружување, согласно Законот за младинско учество и младински политики преку даночно ослободување. Наместо данокот да го дадат на државата, тие тоа може да го сторат преку директна поддршка на младите, со што ќе се одвојува процент од добивката за стипендирање на најдобрите студенти од државните и приватните универзитети. Новина ќе биде и платената работа за студентите во студентските домови, а целта на оваа мерка е студентите во текот на нивното студирање да може да работат со цел да ги намалат своите трошоци. Ќе продолжи да се стимулира и Законот за младински додаток со вклучување на младите во сите производствени активности. Во оваа насока сакам и да потсетам дека токму владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери
Јануари 2019 година за прв пат го донесе овој закон во собранието. Понатаму се планира објавување на регистар на наши млади умови ширум светот и нивно активно вклучување во креирање политики и подобри општества со цел да се искористи нивниот потенцијал и нивното знаење. Стимулирање на младите лекари со грантови со цел да отворат своји амбуланти во руралните средини. И понатаму ќе продолжи поддршката на младите земјоделци со грантови од 20.000 евра со цел да се мотивираат да се занимаваат со земјоделството. Понатаму повисоко ниво на пристап до интернет и дигитални технологии на младите луѓе во руралните средини. Во делот на социјалната заштита сакам да нагласам дека владата и во текот на 2022 година до екипирање со новите заменички министри и министри ќе продолжи со изградба на сите детски градинки кои што се во планот за работа. Тоа се градинките во Чаир, Росоман, Ерџелија, Карпош, Битола, Липково, Арачиново, Пробиштип, Валандово и Крива Паланка. Во наредниот период, она што е многу важно, изградбата на детските градинки. Во Гостивар обезбедена со ИПА фондовите, со кои што се склучени веќе договори изградбата на градинките во Тетово и во Теарце. Во тек и подготовката на новата програма за изградба на новите детски градинки. Социјалните надоместоци ќе продолжат со своите покачени износи и ќе обезбедат гаранција за подобар и достоинствен живот за 300.000 граѓани. Детскиот додаток би сакала да потсетам дека благодарение на политиките кои што беа спроведувани, денеска ги користат 47.000 деца, а образовниот додаток го користат околу 30.000 ученици и студенти. Како дел од координираниот мултидисциплинарен пристап во сфрување со родово базираното насилство, насилство врз жените и девојчињата се очекува во 2022 година да се воспостават уште 5 специјализирани сервиси за жени жртви на родово базираното насилство и семејното насилство, и тоа во Куманово, Кичево и во Гостивар. Особено сакам да потенцирам дека во декември 2017 година, кога беше ратификувана Истанбулската конвенција на предлог на оваа влада, беа понатаму донесени многу законски решенија кои ще унепредуваат положбата на жената во општеството. Ова усогласување со законската регулатива ќе продолжи понатаму со цел да се спроведат сите стандарди кои беа превземени со ратификација на Истанбулската конвенција. Позитивен пример во таа насога представува предлог законот за буџети во кој што се вградуваат и компоненти на родова еднаквост. Ќе се приоритизираат мерките против родовиот јаз во платите кои влијаат врз намалување на неактивноста на жените на пазарот на трудот, политики кои што го уредуваат породилното отсуство, заштитата на работното место, флексибилното работно време и скратеното работно време и работните места кои се прилагодени за мајките, зголемување на достапноста на градинките, особено во руралните области, и зголемување на бројот на домови за стари лица во сите плански региони. Врвен приоритет останува и понатаму програмата за реинтеграција на жени жртви на насилство, во која се вклучени модели за привремено домување, психичко советување со менторство, различни видови на финансиска помош, специфично наменети за жените жртви на насилството, можност за образование и обука во различни области, како и мерки за вработување утврдени во постоечката законска регулатива. Во однос до образованието, сосем акусо во интерес на времето, сакам да потсетам дека се продолжува со инвестирање во инфраструктура во основните и средните училишта во државата, реконструкција и опрема на регионалните ВЕЦ-центри, унапредување на средното образование и во модел на стручноста и специфичноста на конкретните потреби на пазарот на трудот. Понатаму ќе продолжи соработката со основните училишта, со ресурсните центри и другите основни училишта согласно утврдената реонизација. Бидејќи образованието е и треба да е достапно за сите, внимание ќе се посвети на остварување на основно образование во казнено-поправните и воспитно-поправните установи. Во наредниот период исто така, во тек се подготовките за нов закон за средно и средно стручно образование, како и нов закон за младински стандард.
Почитувани колешки и колеги пратеници, на крајот од моето обраќање се надевам дека ќе се обидете да ги надминете своите политички предрасуди и антагонизми и дека ќе дадете поддршка на предлог на Димитар Ковачевски за новите заменички и заменици министри. Бране Петрушевски, Им посакувам реплика. успешна работа. Благодарам.